Оваа награда е баш ветар во грб и еден голем потик за уште подобра, понапорна работа, за уште поголеми достигнувања и за освојување нови цели и соништа и се што ќе зацртаме понатаму. Рецептот е многу работа, многу работа, така е во животот со се, нели ништо што е убаво и вредно не доаѓа лесно. Бара многу труд, бара многу жртви по пат, сами треба да решиме кои се тие жртви што може да ги направиме, кои не треба да ги направиме, но пред се бара многу љубов и голема верба, затоа што без љубов и без верба не можеме да направиме ништо, залудно е колку и да се трудиме. Рекла на сите број 1 е да не почнуваат нешто што него вистински разбираат и сакаат. Значи, љубовта мора да биде водилка. Ако нешто правиш со љубов, тогаш тоа зрачи од сите аспекти на работењето и се чувствува. Го чувствуваат и вашите соработници, и вашите, дали се потрошувачи, во нашиот случај читатели, се чувствува и дури во тешките моменти, кога нешто е предизвик, кога нешто е многу мачно да се направи, љубовта ти дава сила и да се бориш и да продолжиш и да го направиш тоа. Второ, вербата во себе ја спомнав, меѓутоа вербата во себе и во Бога мора да биде толку силна, затоа што луѓето околу вас секогаш, дури оние што ви мислат најдобро, не само тие што од лоша мисла, завист, ќе сакаат да не успеете, туку и оние што најмногу ве сакаат. Во нашиот случај беа моите родители, што толку многу се плашеа: немој, Ивана, да си напушташ сериозна работа, стабилна работа, немој да влегуваш во несериозни, во несигурни води, во нешто ризично. И на почетокот малку не достигаше, како што велат на иглата на ближниот, може најлесно да го дупне балонот на вербата, да го дупнеше мојот балон на вербата и да немаше ништо од ова што имаме сега. Значи, мора да издржите, да ги елиминирате сите туѓи стравови, своји стравови, да си го зацелите, да патот да си го испланирате. Јас планирам да видам вамо, да направам тоа и да не дозволите ништо да ви застане на тој пат, само тогаш ќе стигнете до успехот.